Дневниот ред го имате, дали некој има предлог за допуна на дневниот ред? Добро. Ставам го дневниот ред на гласање. Кој е за? Благодарам. Воздржани, против? Нема. Значи, информација за состојба за наводнување во општина Тишино Облешово. Тука има представник од водна заедница. Повели Бажо. Благодарам, председатели, информацијата за состојбата со наводнување ќе почнам со бројки. Сега да ви ги кажам бројките и за другите катастарски општини или само конкретно за катастар за општина Облешово Тишиново. Не се многу бројки, да имате еден, значи катастарска општина Оризари од планирани 200 хектара, наводнато 200 хектари. Привачево, катастарска општина. Од планирани 75 хектара, 75 хектара се наводнати. Таму е 100%. Катастарска општина Кочани, од планирани 389 хектара, 389 хектара се наводнети. Катастарска општина Тркање, од планирани 144 хектари, 144 се наводнети. Горни Подлог, од планирани 90 хектара, наводнети 90 хектара. Катастарска општина Грдовци, од планирани 260 хектара, наводнато 260 хектари. Катастарска општина Мојанци, од планирани 189 хектари, наводнето 189 хектари. Катастарска општина Облешово, од планирани 373 хектари, наводнето 360 хектара. Катастарска општина Чифлик, од планирани 169, наводнето 169 хектари. Катастарска општина Чешино, од планирани 404 хектари, наводнето 395 хектари. Катастарска општина Уларци, од планирани 136, наводнето 136 хектари. Катастарска општина Зрновци, планирани 50 хектари, наводнето. Јакимово, од планирани 40 хектари, наводнето 40 хектари. Катастарска општина Бања, од планирани 100 хектари, наводнето 95 хектари. Катастарска општина Лепопелци, од планирани 25 хектара, 25 хектара наводнето. Катастарска општина Новоселани, од планирани 45 хектара, 45 хектара наводнето. Катастарска општина Борилчево, од 25 хектари планирано 25 хектари наводнето. Катастарска општина Теранци, од планирани 105 хектара, 105 хектара наводнето. Катастарска општина Спанчево, планирано 292 хектара, наводнето 280 хектари. Соколарци, од планирани 259 наводнето. Катастарска општина Жиганци, од планирани 19 хектара, 19 наводнето. Катастарска општина Кучина, планирани 94 хектара, наводнето 94 хектара. Од планирани 3483 хектари имаме наводнето 3444 хектара. Значи, остануват некаде околу 40 до 50 хектари. А со оглед на тоа дека овие податоци се од вчера 10 саат и променета е состојбата, помала е хектаражата. Инаку да сигурно ќе ви интересира, моменталната состојба на водата во акумулацијата Кремација околу 75 милиона. Со таа количина на вода, ако домакински работиме, ќе ја завршиме сезоната. Не би требало да има проблем. Сега ли па домакински? И сега ќе ја искористам приликата, пошто вие се движите повеќе слоито. Ние какви сме, такви се водоспасни. Меѓутоа, на своја рака да не презимат. Знаеме каква е ситуацијата, да не се ја влошуваме. Колку можеме, колку сме мокни, излеваме пресрет на водокорисниците. Добро, Боже, благодарам. Некој од советници дали има прашање до представникот од водна заедница? Повели Саша. Па јас сакам да поставам прашање околу вработувањето. Јас имам некој таква информација дека им требало да се вработат 10 души или па имало 2-3 само пријавени и прашањето ќе ми биде како планирате да изменаџирате состојбата без вработени ангажирани работници на терен или популарно наречени водари, кога веќе и сами сега така од вашиот исказ видовме дека состојбата со водата е веќе скоро речи нормална, али па мора да се работи домакински, а без вработени ваши тешко ќе се работи домакински. Ето е. Па не е ништо ново, не е ништо чудно. За жал, повтара се, да не речем секоја година, некојаш повеќе, некојаш помалку. И сега имаме го тај проблем со водари.
и јас сум утек толку колку што си ти утек. Да имаме во обзир дека ние сме подружница, сепак дирекцијата ни у Скопје. Значи, како ни ја диктират работа, ние така ја почитуваме. Мислам дека треба да се вработат водари, треба повеќе да се вработат. Сега, да не речем некој бира сега за таа плата, за тие редовно наземање за плата, тие услови немаме луѓе што можеме да ние што посакуваме да имаме луѓе. Некој што наметната ни е работата. Со тие луѓе мораме да работиме. Значи има разговарано е, мислам дека ќе се заврши тај дел околу вработувањето. Да, слушаш, директор, од мене едно прашање за левио канал системо, што е од левата страна на Брегалница, значи од Истибање до Козјак иде тај канал. Значи неколку години помалку нешто се пушта вода, 2-3 дена, 5 дена, недела, до Теранци доваѓа до Видуиште повеќе до Теранци лани не е доваѓало. Значи системот се распаја, тоа е многу скап проект, а вода не се пушта. А тај канал да се пушта малку од малку, значи со 5-10% од вкупната вода, ќе бидат благодарни граѓаните. Значи малку вода троши тај канал за разлика од овој. Капацитетот му е 3:1, а плюс тоа не се пушта пун канал, никогаш не е пуштан. Значи јас сум искусен у тај дел, дека пред многу години сам работил многу големи површини и знам што е како е, колку се пушта, колку треба да дојде вода, но сепак каналот треба малку од многу да се прекрпе, дека има пропусти и узерности, знам дека таму има некој дефект што го прават намерно, да иде водата таму некој дол, со долица. И тај канал е проблем. Значи ја сегде дека идеме прашаме и министри сме прашали сите, викат у плано, се е у плано, ама никако да профункционира. Мислам дека добро знам ситуацијата која е левата страна, затоа што бев таму раководител на левиот магистрален канал, а и сега моментално покрај работното место раководител на ДНС за државен хидросистем и одговорен сум за левиот магистрален канал. Левиот магистрален канал е у лоша состојба. Пошто лани или полани успеавме до Теранци, некаде до излезот на селото да дојде вода. Успеавме. И тоа се прават многу големи загуби. Успеваме да наводнеме до лозето, Сашо ли се викаш? Сашо, до таму. И тоа ние со 5 кубика вода одеме од Зафат Истибања, а успеваме да стигнеме со вода од 100 до 150 па и 200 литра некогаш. Значи сега може да замислите колку од 5 кубика вода од Истибања, од Зафато, што пуштаме, стасуват 150 литра или 200 литра. И 100 литра некош ситуација сме дека некој ќе има 50 литра. Отворат кај Мородвис некаде, Зрновци каква доктор не можам да исконтролирам таму, ние направиме. Па е проблема се вработувањето. Инаку имам за левиот магистрален канал, имам два се вработени. Еден е од Лески оде до Истибање, до Јакимово секој ден. И еден имам у Зрновци. Сега може да замислите колкава е таа површина. Негде се работи, околу 500 хектари се наводнува левиот магистрален канал. Сега да го пратеш да оде, пак не може да го изоде. И таа е состојбата, успеваме некако сега. Инаку, ја ќе се надоврзнам тоа што обеќа дека треба да се види. Имаше некои замисли таму, и тоа треба доста улагање таму. Таму единствен спас е, ќе искористиш прилика и со колегата градоначалник од Карвинци. Начин за да профункционира левиот магистрален канал е да се полне браната отиња преку левиот магистрален канал. Начин. Да. Значи тај проект да го изфинансира некој друг. Јас знам дека ние како институција водостопанство, а ние па Облешово како општина такви средства немаме. Нема, тоа е апсурд. Можеме да се лажеме, да се надлажуваме, но и тоа факт е дека не бива. Единствено, може има и други начини некои. Тоа по моje, јас го имам и предложено тај концепт. Они да ни го изградат. Сега да се обедат колку средства ќе бидат потребни, тоа веќе не навлегувам у финансирањето. Значи, тај концепт, по моje, барем, од искуство, кажувам, 3 години бех раководител на подружницата, 5 години сум вработен, сум раководител на левиот магистрален канал. Мислам, председателе, ќе се сложите и добар дел од советниците дека начинот
Да, тоа ние ве разбираме вас, но сепак инаку тоа е, како да ти кажам, малку и стратешки проблем за тоа што, пример сега има вегетација многу силна, трави големи, за некако време ќе фане суша, тоа се исуши и кога се почнат пожарите од полето идат у планината. Каналот е граница што заштитува. Значи, кога има вода, кога има влага, тука е влажно, тука 10-12 метра е тоа прекин, што не може да пренесе пожари. Значи, многу е важно. Плюс тоа за сточарите на вода, кога се пуште, има дека повеќе да напасуваат овци. А за жал веќе малку се тие. Има подигнато доста плантажи,ораси, лозија, многу тука веќе нашиот дел веќе луѓе собствено се наводнуваат од бушотини, но сепак тоа не е решение. Треба си вода како што треба. Има и еден друг проблем, што тоа не е направено за една година со теко на годините, што имаме ние од хидромеханичко опремиство крадено ни, затварачи, хидрански вади, се е однесено тоа. Ние направиме и тоа самоиницијативно некои си располагат со тие работи. Значи, толку ние сме тие, таа е состојбата сега, да не се убедуваме дека сме ние како институција поред повеќе години така функционираме. И се е извадено. Кој е одил на терен, најдобро знаеш ти кој е. Движи се у полето. Значи, се не си извадени хидрански глави. Ја успеав Зрновци, 3 затварача нови ставив. И тоа стојат, фала му на Господ до сега. Стојат. Тај ден затварача не иде околу 2000 евра. Сега има некој бенефит, не се расипа вода и затоа и успеваме да префрлиме вода ние до Теранци, до Видовиште. Значи и таму нема да може. Не можеш да го затвориш. И се е импровизација. Значи, постепено имаме намера таму да смениме уште некој затворач. Значи, пак ќе кажем, од 5 кубика вода, од зафат и стивања, да отидеме со 100 литра вода у Теранци, тука на мостот Теранци Видовиште. Значи, овие сега сушни услови, може да замислиме што значи колку вода. Треба да го напунеме, излијам го некаде дори и знаеш дека и легнате беш тука на мостот кај гробиште Комородис, излиеме го тука за да отиде водата таму. Жално е да гледаш. Жално е, мига, тоа е. Но, директор, некој од советниците дали има прашање до представникот водна заедница? Повели са, не? Јас, како председател на Комисија за земјоделие, се потрудив за да видам дали е поканет и директорот на водостопанство подружница Кочани, но не удостои тука да биде присутен, ја кажано ми е дека е поканет писмено и не е дојден. Аз немаше намера за да дискутирам за каналот, него чисто со дискусија, решение за левиот магистрален канал е вложување од страна на водостопанство секоја година. Пред 30 години имаше наводнување на оризови површини од левиот магистрален канал, а сега не можеме да се навадат некои крски површини. Сега за наводнувањето за оризите. Во аторот на село на Као Кучичино, Чишиново и Чифлик, на одредени райони има голема количина на вода, а во некои воопшто и нема вода. Во првичниот план за наводнување во Као Кучичино нема вода, а е направена и голема штета на земјоделците во смисол на посејани површини со ориз, а потоа како резултат на немање на вода, оризовото семе е извадено од птици, поточно од галеби, голуби. Апелирам до водостопанството да ги обештети овие земјоделци само за вложените средства и тоа за спремање на површините и семенскиот материјал. Пред малку представникот на водостопанство кажа дека од планираните површини 94 хектара или така нешто, сите се засејани. Не се засејани и плюс тоа направена дополнителна штета. Тие помалку се оштетени што воопшто не се посејале, отколку тие што се посејале и семето е исклукано. Значи, информациите не се ви точни.
После има одредени реони. Ето јас, например, можеби тој на други места се однаса, едно 10 декара ќе нема ориз, бидејќи има голема количина на вода. Значи, имам површини што ми страдат за вода, а имам површини што страдат од вода. Штета е тоа веќе голема. Ладна вода влегува, јазовето се преголеми, со преголема количина на вода, тоа се однася на тај одводнителен канал што е оде за Борилчево. Значи, јас гледам и состојбите тука, не ги знам во други населени места, а предпоставувам дека е така. По моје видување за ваквата состојба е во менаџирањето со водата, а не хидролошката состојба на браната. Ово го подкрепувам со фактот дека наводнителните канали се обраснати со вегетација и лошиот распоред на вода по одделни оризови реони. Значи, пред се штета е направено доста. Толку. Добро, Сане. Директор ќе одговори. Количината на акумулираната вода. Значи, знаеме дека хидролошката состојба каква беше. Ние бевме у неизвестност. Ако имаме вода, значи со најдобра намера, за да ги удостоиме водокорисниците, пошто имаше расположение да бидат истите површини како лани што беа. Ние не бевме у можност да го дефинираме планот за наводнување. Значи, како се полнеше браната, ние така ги изголемуваме површините. У целата таа работа може да имаме грешки. И тоа е било направено најдобра намера. Значи, сега знам, јас убаво знам, сега не сум раководител, ја знаете, раководител сум на одделение. Затоа сум ја тука и искористам приликата, раководител на подружниците има некои врски, па ја затоа сум дојден. Значи, знаеме го проблемот што. У некои моменти ни излегна работата од контрола. Ние свесно направивме некој превид, да не речем, некои грешки. И тоа пак ќе кажем, со најдобра намера го направивме се тоа. Инаку најлесно ни беше на нас, таа е правичниот план, нацрт планот за наводнување и толку. Релакс. Колку помалку вода имаме, толку помалку проблеми имаме. И тоа се беше во интерес на водокорисниците. И сега во целата таа работа, ние дали не се снајдовме, дали е реално, па реални да бидеме, 100% не можеш да се снајдеш. Идеалност нема. Не викам дека ние немаме грешки, меѓутоа тие грешки не се намерно направени. Па неколку пати повтарам, со најдобра намера сме го правили тоа. И сега ја бараме од вас да имате разбирање и вие, ако некој има проблеми, ќе дојдете или представници од местна заедница или кој ќе изберете, дојдете ќе ги кажете проблемите, што може во моментот. Инаку конкретно за 94 колку беше Кучино. Може да има некои изолирани случаи, ама ако не е 100%, 98%, 99%, ја колку ќе имам информација од терен. Значи, има некаде изолирани ситуации, тие не може да ги рачунаме дека не е излегнато, значи има некоја повисока нива, нешто, некој не успеал на време да се стигне или икс причини, вие подобро ги знаете, водокорисниците ги знаат, секој ден у нивите. Добро, благодарам, директоре. Сане, имаш ли нешто? Да. Повели. Значи, дотичните површини се во планираниот наводнителен план. Не се повисоки, значи се е рамница. Тука е проблем со менаџирањето. Нема изолирани, тоа е доста, може би, например, 200 декара, да речеме, да има 2 хек... Уопште вода не е дојдена. Уопште не е дојдено и дојдено е. Кое е место, викам? Преку река. И дојдено е, наводните се, посејани и исклукане. Нема ориз. Значи, тоа е штета направена. Не е изолирано 5 декара. А што ќе се реагира? Реакцијата е само за да се обештетат тие луѓе. Ќе дојдете ќе се реагирате во подружниците што треба институционално. Може ли? Може, Грунчо. Благодарам, председател. Јас се сложувам за една мала дигресија само од моја страна. Јас се сложувам за околу исказите, мислам делот, барем констатацијата на крајот за делот површините што се посејани
и се веќе у непродуктивна форма, за дека може да се очекува вегетација од нив. Ја ценам дека, тоа сметам дека резултатот на тоа е дека со неочекувањето на хидролошката состојба, да, ние не можеме да ги контролираме метеоролошките појави, ние го тоа и сакавме да се случи, меѓутоа од недостаток на оператива, проточните води не беа максимално искористени. Не беа максимално искористени, затоа што имаше ситуации, еве и советникот од Уларци ќе каже дека од проточните води самото населено место се доведе до ситуација да бидат поплавени некои крајните зони од домаќинствата беа поплавени, а горните наводнителни фактички површини после завршетокот на самиот викенд кој беше последен со Врнежи, беа се уште непоплавени. И резултатот е тој, значи треба да се мисли во иднина, како што каже и советникот, дека е неопходно и есенцијална потреба е да се зголеми, да се екипира оперативата која ќе биде присутна на терен. И тоа што го вие препорачавте дека не треба да преземат луѓето било какви активности на своја рака, тоа нема да може, верувајте, да се спречи од проста причина што советникот бара обештетување, тоа се извинувам, меѓутоа правно нормативно тоа никогаш нема да може да се реализира и изведе од причина што ние немаме подпишано никакви договори со водостопанство дека се гарантира во целокупната наводнителна сезона дека самите површини кои се вклучени во наводнителниот план ќе бидат редовно обслужени со вода. Знаеме и ние самите дека на почетокот имаше план за рестрикција на самите површини, меѓутоа не знам јас од кои причини се остави да биде посејано на се што бараат самите земјоделци и има и кај нас има површини кои се веќе обработени и кои веќе се агротехнички и основните агрохемиски постапки се завршени, меѓутоа се уште се чека за нивно поплавување, а ние ги знаеме роковите на самите семиња, значи ако не се поплават во најможен краток рок, тоа би било некои десетина дена, веќе ќе нема соодветна сорта која ќе може да на крај даде плод. И од таа причина еве јас како представник од општината апелирам у тој дел да се преземат мерки и тие површини кои се планирани веќе во опфото кој е кажано, во кои се преземани агротехнички мерки да бидат поплавени, за да не се соочиме со проблеми. Верувајте дека при такви ситуации граѓаните, мештаните на нашата општина доаѓаат во општината и бараат ние како општина да формираме комисии па да интервенираме за нивно обештетување, а некогаш не можеме да го добиеме исходо што го бараат самите земјоделци. Тоа би било заклучокот мислам јас, според мене, дека мора да се екипират тимовите на терен и мора во најкраток може рок предвидените површини да бидат поплавени. Затоа што ние немаме подпишано апсолутно никаков договор со вас како институција, како подружница, дека имаме ние гаранција. Ја чинам дека имаше барање, не сакам да карикирам, меѓутоа имаше барање, најдобро е, не беше испочито, мислам не беше прифатено, а најдобро би било да го имавме тоа, да го имавме сите како земјоделци, тогаш веќе од друга страна ќе имаме некоја сигурност околу тој дел. Ви благодарам. Благодарам, началник Повели. За излагање. Знаејќи состојбата на теренот, мое лично искуство, мислам дека рок за 5 дена да ќе биде 100% поплавено се. Сега, мислам дека за 5 дена, мајки, дека 3 години бев раководител и ги знам критичните точки кои се,
мислам дека за 5 дена ќе биде 100% завршено. И мислам дека тие оптимални рокови ќе се вадат. Добро е да е порано, добро е. Меѓутоа мислам дека ќе бидат задржани тие. Сега нема која сорта сакаме, него која мораме сега. Жал, тоа е факт, дека е така. Добро, директоре, само малку. Имам една информација, од некна бев таму во Уларци на манастири, една жена што е председател на одборот кажа првата куќа што живее од Чишино во Уларци, дека секоја година се поплавува ако не е изчистен канал. Вика, јавам се у водна заедница, директор ми вика, у општината се јави. Јавам се на граначалникот вика у водна заедница. Значи, вика, а дворот ни е често поплавен. Херанија се вика, Јанева ли се прозиваше? Јанева. Значи, првата куќа од Шиново, Косулево, Уларци. Сигурно сте запознаени и градоначалникот и значи, тука треба да се, тука сте сега представници да се знае кој го тај канал треба да го чисти. Ајде, може да изјавим. Може. Да, имаше не дека само оваа година, него и претходната година, 22 мај беше, кој имаше обилни врнежи. Каналот е на два пати чистен. Значи, лани е чистен и сега е чистен. Ние не можеме, да, извадени се кјумци. Проблемот е баш до нивниот двор, кај што мине гравитира, тоест самиот канал е изчистен. Меѓутоа и самите знаете, сите сте вие имате искуство во земјоделието, кои ќе дојдат, ние поставуваме така наречени бентови захвати на вода и кој ќе дојде појака вода, кој ќе има поготово во делот во сезоната која ќе се плават масовно нивите пред засејување, се поставуваат бентови и тие бентови го спречуваат протокот на самата вода, затоа што ние тука малце да не звучам грубо, не сме одговорни како индивидуално, како земјоделци, собственици на самите површини, затоа што кога веќе ќе наводнеш самата површина, мислам честно и одговорно е да тој бент го прилагодиш за да има слободен проток на вода, а за жал не се случува. Тоа тие ги оставаат у таа состојба. И тоа не е 1-2, туку јас сега баш кога беа поплавите, јас ги десетина ги имаше некаде. Дури и плехови од коли имаше, не знам уште што немаше во самиот канал. И од таа причина се случи, значи тоа е кој ќе имаме обилни врнежи, немаме слободен проток на вода, тоест каналот не може да има проток на вода, да ја акумулира. И од таа причина крајните зони дојдат до поплавување. Самиот канал е изчистен, сега е изчистен, еве и тука е санирано. Ние како општина лани го чистиме и тоа после наводнителна сезона, дури и сметот го транспортираме на депонија. Меѓутоа проблемот е индивидуален и проблемот е кај нас, затоа што немаме одговорност околу тие работи. Ви благодарам. Благодарам, гранчалче. Појли Саш? Бидејќи се работи за Уларци, да дам јадно своје видување. Тоа поплавите тачно дека секоја година ги фаќат тие куќи тука и школото, и оваа година беше, али ја вината ја наваѓам пак во тоа вработувањето во водостопанство. Сега земава работен од Уларци и на последните дождови, горе ние што го викаме тоа место канало, има испуст. Тој у дожд дојде горе, дигна вратите водата, се спадна у реката, доле немаме ништо. Значи контролира се водата. Без вработен немаше контрола. Кога да заврне, тука имаше поплави. А што се однесува до каналот, тој канал е под собственост на водостопанство и тој е одводителен канал. Они не треба ни да дозволуваат бентиш на тој канал да се фаќа. Значи тоа е само за одводнување канал. А они, како што кажа и градоначалника, на 10 метри имат плехо, имат се и тука таа вода стопира, се таложи, се подига тоа нивото на талокот и тоа е. Значи они треба како водостопанство да си донесат одлука на тој канал да не дават бентишта да се фаќа. И тогаш тај канал ќе се биде чист. А и кога веќе тука да апелираме до градоначалникот сега дали тоа водостопанство или не, тоа што остана сметот од чистењето сега. Има метар и скоро 2 од асфалтот е заземен и сега како една коловозна лента, там не можеш да одеш, ни 2 трактора не може да се разминат.
и да се тоа почисти, дали ќе го чисти водостопанство или општината, не знам кој е важно да се тоа прочисти. Иначе пак е нагласен екипирање само на водостопанство со вработени, ако сакате да немате никакви проблеми. Еве, пример вие ударите сега, како се примае водар, значи нема поплави. Пред тоа малку заврне, поплави ни школа, поплави и кујките, секој се. Не е Драганчо, за овај Милешо го земава сега. Драганчо си Чишино. Ама не може сам да направи Чишино и Ударци да го држи. Чишино толкова село немате ни еден водар. Соколарци толкова село нема ни еден водар. Тука Облишо, Чифлик еден само, Кучичино, значи да не ги набројуваме сега. Да не ги набројуваме сега. Благодарам. Добро. Некој дали нешто има информација до представникот водна заедница? Полица не. Претходниот дискутант, градоначалникот, кој рече дека немаме договори. Значи, кога немаме договори, дали не сме обврзани како корисници на водата да плаќаме вода надомест на водостопанство? Ето, немаме договор. Јас правник не сум, него... Штом нема, значи, да обештетат, не треба ни да плаќам. Дупки во законот. Не сум ја, тука има правник, јас сум од елементарност ги кажувам, тој закон не го ни знам, а тоа ќе биде по закон за облигации, така ли? Облигационо право, обврски, да. Меѓутоа не го регулираме, тоа е облигационо право, меѓутоа не го практикуват. Не сакат, едноставно, пошто е обврска е тоа. Тоа е облигационо право, да, сега ми така. Саме, не платиш, нема вода да ти пуштат. И значи нема обврска. Не, сега ако не плата одма на извршителите, нема друго. Сега има лек за неплаќање. Дојдат соберат фактурите, не ги не видиме. Така, него Дацка кажува и точно е така, значи има и права и обврски. Така е. И сега направено е штета на земјоделците, не само предпоставува и на други места дека има. Те во Икајане, Даниво. Икајане е направено штета голема. Разбаза на што ги пресметувате површините колку има за некој земјоделец. Како не изи? Во договорот треба да стојат површините. Нема договор. Се каква реформа треба и ќе престои ли трансформација. Добро е и од Турско така се е работило што сега работиме, што успеваме некако. И таа количина што тие околу 4.500 хектара некаде подружницата, и некој да ви кажем дека сме ние една, да не речем да се префалуваме, најдобра подружница, една од подобрите подружници. Најтешка подружница за работа. Сите останати подружници не се на 30%. Значи, сега ќе не најдете замерки, пак ќе кажем, не сме идеални, и тоа и правата страна ја гледајте, како е. Значи, мачеме се на некој начин. И затоа у шала преска разговарам, кој како отиде у пензија или напуште по некој основ од водостопанство, никош не се враќа таму. Ни колегите да си ги виде. Сега ни шо поминува, сега да не се жалеме многу, ајде. Стателе? Добро, благодарам. Ајде, Значи, кажете, значи, дали со квалитетно работење најдобри сте водостопанство подружница Кочени или со најтешки услови? Со наплата. Со наплата сме. Најдобри. Ама и то некој го изработи за да фактурираш нешто. Треба да го изработи се тоа. Која да го изработи? Фактурите или работа? Према броја на вработени, Директорот не е дужен за таа работа да си ја среди. ние на Да не се жалиме. 10 км имаме вода. Кој е виновен за тоа, директор, извинувам? Кој е виновен за тоа? Некој. Па некој за да Ама- не претакаме ова е вакао не Подружница. Директоре, извинувам. Знаеме како се одвива работата, знаеме се. И правиле сме го моабето останува на моабет. Знае се како се прави. Или така ќе биде, или се откажуваме да работиме. Али никој не ќе да се откажеме за тоа што се ни добри фотелите, а другото секоја година е ука бука ау пројде. Ау пројде. Кој изгоре, кој
искара, тоа е така. За жал е така, ама додека народот не се освесте да каже не ни треба ни вода, ни водостопанство под овие услови, така ќе биде. Реалноста е таа, да не се препукава. Едино така. Нема да ви помогнат на вас. Ствари да, на вас највише ќе помогнат директно на подружницата. Ќе дојдат од дека треба да дојдат. А вака ти обеќе, мислам раководитело, обеќе така ќе биде. Од онаа страна го удрат по главата. Така е. Така. Добро, Башо. Фала на тебе што не достои да дојдеш и така. Ќе имаме добра жетва дека Жетва ќе има, само Оризо не иде. жетва приноси врга, ако не повеќе испод 900 кг да не биде. Да. Нека биде. Добро, благодарам, Баже. Добро. Значи, представникот поради обврски си замена, ставам ја точката на освојување. Кој е за? Дако. Нема веза да освојуваме. Воздржани против? Нема. Благодарам. Сега идеме втора точка. Имаме тука представник од ЈПКД. Значи материјал имате, извештају за финансиско работење од 1.1. до 31.3. Дали има некој коментар? Повели Игор нешто ако имаш да образложиш. Не би образложувал ништо конкретно, подетално, тоест, ќе кажам само како заклучок, извештајот во истата онаа форма во која го разгледуваме на секои 3 месеци, истиот е поминат на органите на предпријатието и како краен биланс кој произлегува од овој финансиски извештај е што повторно се бележи загуба, што е само показател за неповолната финансиска состојба во која се наоѓа предпријатието. Загубата, ако ја пресметаме, значи трошоци минус приходи, изнесува за овој 3 месеци 150, неполни 155.000. Тоа е помалку од колку што беше прикажувано во претходните периоди. Тоа се должи на зголемувањето на приходите поради покачената цена на смет која ја имплементиравме од почетокот на јануари. Меѓутоа излегува дека не е и тоа доволно за да се добие ликвидност каква што посакуваме. Тоа би накратко. Добро, благодарам. Од советниците дали има некои прашање до представникот Повели Сладжана? Сакам да прашам, дело што е за трошоци за договор на дело и споредбено со трошоци за плати за привремени вработувања. Што се подразбира под договор на дело и овие што се платите за привремени вработувања се преку општината сезонските или привремени вработувања, тие што се? А другите? Договори за дело се склучуваат за повеќе потреби, меѓутоа најголем дел се однесуваат на ангажирање на сезонски работници. Значи, вработените кадрот во ангажираниот кадар во комуналното брои 10 вкупно редовно вработени. Покрај тоа имаме еден до скоро од сега од пред еден месец се двајца преку агенција за вработување и двајца кои фигурираат по договор за дело за да го покриеме недостатокот од работници, од кои тие двајца од почетокот на април преоѓаат под капа на општината, односно не под капа на општината, туку нивната плата се покрива од општината во рамките на таа програма за јавни работи која трае секоја година од април до крајот на септември. Значи, во најголем дел договорите за дело се однесуваат на плата за сезонски работници, меѓутоа тука излегуваат и други потреби, како дали ќе ангажирање на некои мајстори за поправки, договор за дело се склучува и со ангажираните лица за отражување на улично осветлување и тоа се во главно ангажманите
кои потпаѓаат под оваа форма. Па добро, човека, значи за договорно дело испаѓа повеќе од овие што се сезонските 297.500, туку 162.768, а не ли преку договор, мислам преку привремените беа четворица или како беа, намалувавме ги некако споредбено заради тоа што бројката е поголема, мислам износот на тие трошоци е поголем за овие за договор за дело што се. Добро, и уште нешто сакав да прашам ако може, наплатата сега што се врши од јануари се новите цени, така ли може да информација колку е за физички и за другите сметки што да, за правни лица колку е купната цена? Последната фактички што фигурира сега. Крајната бројка која ја усвоевме имаше во повеќе наврати нели некоја договарање што би било прифатливо, беа едни барања, други како и да е, значи од јануари месец во оваа година сметката за ѓубрина е за физички лица 300 денара. За правни лица тоа е зголемување од 200 на 300. За правни лица е 1000 денари за мали субјекти и 2000 за тие што имаат контейнер или поголеми субјекти. За малиот број на голем на правни субјекти кои се од типот на големи индустријски објекти, месечната сметка е 4000 денари. Значи тие се 300 физички, 1000 и правните 1000, 2000 и 4000. Кај правните имаме 1000 и 2000. Согласно Да, тоа дали имат контейнери или... Да, од количината која ја создаваат. Добро, ја имам едно прашање само до представнико за косењето, нешто закаснавте оваа година. Ова гледам теранци се ангажирале течки сами околу косијапатот да облешува и од некако дојдов кај продавницата многу навреди има према сите од општината, и до совет, и до градоначалник, и до јавно. Они сите не обвинуваат и се управо. Мислам, луѓето, јас ги слушав, значи многу револтирани. Вика, шо е во, а тие деца се 3-4 постранства и сега дојделе. Вика, глед... И, значи, зашо е закаснало тоа косење? Тоа, значи, тие трави се се искласани, мислам, стасани веќе за косење порано. Тоа не е нешто кој знае колку голема работа. Лично не би можел да одговорам, сега не сум запознат со теренските распоред, како и што имаше некои дефеци кои се случуваа со косачката. И двете беа во квар известно време, тоа е секоја една од причините. Ама искрено немам точен увид да ви одговорам. Добро. Исто се надоврзам само за спачено за кружниот. Ние го средиме, сами го средиме. Уклучи микрофонот, Франческо. Тоа кажав веќе. Кружниот е среден, мислам и од општината мислам дека тампон беа донеселе, тампониране, има стајано букви, сега е ураснано трава, ништо не се познава, има 2 метра трава, целиот окружен ломе. Мислам дека тај за 2 сата може да се среде со еден тример, треба некој да го коси. Лани цело лето го коси, ја лично 2 пати го коси. Па сега нека се заангажира некој, ја мислам од јавното може 2 сата до двојот барем да го коси. Еден кружен е у цела општина, нема 100. Добро. Повели Саш. Јас сакам да опрашам Игор, тука нешто ми падна во око. Приходи од пазар 9000 денари за период од 3 месеци. Ако го добивавме малку пообразложен извештај во претходните, рече ми годината, имавме такво околу 11-12, како што се кејам, 1000 денари само од месец, значи од вага, од тезги, од ово, од се. А сега стојат истите тезги, може да вагата не работи, или ако работи, исто сега приходот е 3000 денари само месец, значи многу е паднат. Зашо е причината така? Од 12 на 3 да падне, тоа е... Приходите од пазарот се
крајно символични, не да се мали, значи таму веќе подолг период, од кои причини стварно е нејасно е забрането внесна стока во сточниот пазар. Значи забранети се крупен добиток, свињи од поодамна, имаше во некои наврати болести, епидемијата биде и помине, забраната останува. Зашто е така? Не е до нас, значи тоа е наложено од инспекција, ветеринарна инспекција, и таа забрана трае се уште до ден денес. Значи сточниот пазар буквално има нула приходи. Сите тие приходи се од тие тезги кои и тие се драстично намалени од времењата кога што е било понапред. И тоа е, значи приходите се стварно символични. Да, ја тука може да кажам, оти јас по пазарите одам вторници, значи тука се погоди тај период, да не речем 4 може вторника има дош и немаше опште, пазарите беа многу слаби, катастрофа беа. Многу денови, вторник дојде дош, нема 50 човека у пазарот, а тезги исто така, не доваѓаа луѓето. Па и тоа, ами и тоа и тезгите, мислам дека во најголем дел сега останаа зелен пазар, инаку оние текстил се помалку и помалку, скоро и да се многу намалени. Така да по сите основни приходите кои беа се намалуваат. Добро, некој друг дали има повели Славе? Јас сакав да прашам преска дали има ефект по качувањето, собирање на смет, ама Игор ми превари, кажа дека уствари не е тоа решението, што ги покачиме цените. Мене ме интересира како е процентот на наплата, дали има повеќе должници со повеќе сметки, како го регулирате тоа? Еве да кажам сега, бијам тука некои бројки за покачувањето, како влијае на бројките. За разлика од претходното тромесечие, прво во приходите најголемиот процент учествуваат приходите од комунален смет. Оние другите се доста помал процент. Ако во претходното тромесечие, а и тие приходи се горе-доле константни, значи водата варираат приходите во зависност од потрошената, ако би кажам, и тоа кај ѓубрерината, пошто е фиксни надомест, во многу нешто се исти во сите извештаи. Така да во претходното тромесечие приходи од смет имаме 1.067.900 денара. Во ова тромесечие имаме приходи од смет 1.700.800 денари. Што значи зголемување за сигурно некаде околу 700.000 денари. И тоа е учинокот што го има оваа мерка на покачување во финансиската состојба. Сега за наплатата исто беше нели секоја наплата, секоја зголемување на цените не нормално дека не може да биде прифатено со позитивно. Меѓутоа тоа што можам да кажам со сигурност е кај физичките лица си процентот на наплата е исти. Има разлика кај правните лица, од кои некои продолжуваат да си плаќаат старите сметки, не ја прифаќаат само од нивна страна, не ја прифаќаат новата тарифа, а добар дел и воопшто не ги плаќаат сметките. Значи тука во таа наплата кај правните субјекти, мислам дека стварно има некој одреден застој во новата ситуација кога имаме зголемени цени. Таму знаете дека имаше и пред тоа исто најголема противење на ценовникот, па се правеа некои разговори и на крајот се дојде до една состојба да се најде некој компромис, да цената за правни лица се дојде на некоја средина од тоа што беше побарано и што беше стара состојба. И тоа е околу наплатата, тоа би кажал. Благодарам, Игор. Дали некој друг бара збор? Повели Сане? Од страна на Советот изгласано зголемување на цената на услугите на јавното предпријатие и пак загуби. Гледам тука има сума некоја за одржување на зеленило во извештајот до март, а тогаш вегетацијата е во мирување. Значи јануар, февруари, март.
Саше Преска што кажуваше за намалување на приходите на пазарот, значи на Советот донесовме одлука ние од страна на Советот, членови на Советот, членови на Советот да го надгледуваат пазарот. А дали се надгледува пазарот, не знам. Исто така на минати седмици имам дискутирано на кој начин да се подобре ликвидноста на јавното предпријатие, но ќе повторам и сега. Таму тие што имат водоводи, крадење на вода, санирање на невреме на дефекти, што се има голема загуба на вода, нередовно плаќање, тие што плаќат си плаќат, оние другите индолентности однесува јавното предпријатие и со домаќинско работење треба да биде у плюс. После друго, реакција од населението директно до представникот на јавно предпријатие, но и мое видување, гробиштата што се ето кај нас у Кочичина, претпоставуваме на други места, се испрскани. Но при прскањето има прилипнување некаде и не е лошо на тие места дека е прилипнато, не намерно, значи, не е лошо, има сега за Душница, довај, мислам и за другите населени места, не е кој знае колку, него секој си вика, ево, баш кај нашиот гроб, например, не е испрскано, а тоа е ненамерно, значи. Значи, сега се добро гледа и предпоставаме на другите места дека тоа. Па добро, секој дека е точно тоа, согласувам се, значи во делот на времето реагирање, слично како што објаснуваше представникот од водостопанство, не сме и ние нешто поразлични од тоа, недостатокот од оперативци кои ќе и бидат на располагање за решавање на тие теренски проблеми на времено и ефикасно, постои од секогаш и тоа е факт. Поради тоа секој има тоа е причина и за загубите кои се случуваат и за нерентабилноста. Во врска со одржувањето на гробиштата, мислам тоа е добро, тоа е јасно. Они немаат контрола што е поминато, што е оставено. И мислам дека прашањето имаше за зеленилото. Тоа книговодствено се книжи, се што има трошок, независно од тоа како е услугата вршена. Значи, дали е во тај период купувано некои се вршени поправки на машини кои се користат за одржување на зеленило, дали е купувана машина некоја, дали е купувано препарат Тотал кој се користи, значи е прокнижен во тај период и од тие причини е прикажан како трошок за таа намена. Добро, некој од советниците дали бара збор или прашање до представникот од јавното? Нема, ставам го извештај на освојување. Кој е за? Благодарам, председател. Како што знаете дека уште пред 2 седмици редовни беше доставен, меѓутоа да, оправдано на вашата реакција дека беше многу интервентно ставен предложен на дневен ред и дека сте немале време и точно е факт е дека самиот да биде разгледан. Ако го имате компаративно погледнато со тој што е донесен, значи имаме веќе активен, само таков е форматот за тоа што мора да бидат содржаени сите тие и што се на стариот ставени и има некои финеси што се изменети работни места, а сега ќе ви кажам од кои причини се однесуваат тие.
Знаете и самите дека за целокупниот наш мандат ни останало ше малце, веќе 7 луѓе си отидоа од општината, и ако сега прошетате по ходници, ќе видите дека 5 луѓе има само, што се на боледување поради ситуација, која операција, кои и така натаму да не должам. И јас сум сега на годишен одмор веќе не знам колку дена, решението ми е до 20 не знам кој јуни, па идам секој ден на работа од проста причина што стварно работиме со многу мал капацитет на луѓе, а има доста работа сега со актуелните проекти и доправа што следуваат и самите проекти. Дел од вработените, и тоа зборам за високо квалификуван кадар кој што долги години има тука работено, веќе ми имат најавено дека и тие ќе го истражуваат. Знаеме каков е пазарот на трудот, дека сме редуцирани во делот на квалификуван кадар, дека приватниот сектор веќе нуди поголеми плати, а ние, јас како правен представник, да не звучам погрешно, менаџер, и вие како советници, ние не можеме да оставиме општината без кадар. Едноставно да се води општината. Јас не велам дека, и самите знаете дека последните 3 години ние го донесуваме оваа форма, слична форма, го донесуваме самиот план, меѓутоа не го реализираме затоа што ние си бараме стварно луѓе кои што ќе работат без разлика на било која провиненција, тоа мене не ме интересира. Меѓутоа за жал не се јавуваат од причина што малце платите, знаете, во јавниот сектор дека се ниски. Од таа причина има некои финеси, мораме на следниот оглас да понудиме повисоки работни позиции. Сега, дали ќе се јават или нема да се јават, тоа е веќе дискутабилна работа. Со дел од вработените кои што има најавено дека ќе заминуваат, јас ќе разговарам со нив, ќе видам, ќе ја кажат таа нивната понуда што ја имат сега не знам дали доаѓа од приватен или од јавен сектор, ќе видиме да разговараме, и мене ми е цел да бидат задржани, затоа што самите знаете дека тешко се наоѓаат луѓе со искуство. Згора на се општината има вложувано во нив, што во обуки, во семинари, и си ја знаат работата. Пак ќе повторам, 7 луѓе излезеа, и тоа редовно вработени, високо квалификувани, и јас ценам дека и очекувам од вас дека треба да се обидеме, мислам да се обидеме со оглас во урбанизам. Урбанизам ни е се уште празен. Надворешните членови на вистина верувате дека имаме големи финансиски импликации околу нив, што ги плаќаме, баш кај и комисии плаќаме, зборам за урбанизам. Ни преостанува уште некои месеци за да може да се доекипира или да се екипира, барем да ја олеснеме ситуацијата, бидејќи ни следува еден период кај што ќе имаме реализација на повеќе проекти. Ако има некои прашања конкретно, ќе видите тамо дека Лер ја знаеме ситуацијата. Не е благодарно и не е честно да одам со идентитет, затоа што не е професионално пред се, меѓутоа локалниот економски развој го гледате. Мислам, тоа е секојдневна работа се има тамо. Правен исто сектор има потреба и што имаше друго, не ми текнува, па тоа е тај дел. Правен и економија. Затоа што имам најавено, не можеме. И ако заминат и тие што се во ангажирани во делот на финансиско работење, нема едноставно општината да може да функционира. Јас пак ќе кажам, не значи дека, тоа знаете како оде вработувањето преку јавен оглас, си има критериум на исполнување, агенција за администрација сега поново не знам како се класифицирана, го спроведува самиот оглас. Толку се најде би било добро, ако не пазарот на трудот е тој, не би имало што да кажам ако имате некоја дополнително прашање. А ситуацијата е стварно лоша. Веќе не е примамливо као што беше
претходните години и мандатари да се оде по X начини и канали за да може да се дојде до позиција во локална самоуправа или јавен сектор. Сега веќе пазарот на трудот, пак ќе кажам дека е стварно е редуциран и дека високо квалификуваните кадри веќе се заминуваат масовно во приватниот сектор. Затоа што сите знаеме ние зашо работиме за надоместок. Ви благодарам. Ако имате прашање, ви стоам на располагање. Благодарам, градоначалниче. Дали некој од советниците има прашање по оваа точка? Повели се. Прашање до градоначалникот, дали со унапредување на вработените ќе се зголемат и платите на вработените? Многу малце, затоа што не може он да скока, нели согласно закон, не можеш ти да го од не знам помлад соработник или соработник да го ставиш 3 скали повисоко, баш кај се има критериуми и услови на исполнување во делот на искуство, во делот на квалификациите кои се поставени. Може внатрешно, ама нека и сите, може внатрешно, ова е ставено, советник, значи делот за поместување не е само има корекции, значи во стариот план се има, меѓутоа има корекции тука. Не може секој. И платата не е нешто разлика. Меѓутоа па е стимул, ако може тоа да биде алатка за стимулација. Дали општината е финансиски стабилна за да го изгласаме овој предлог за унапредување на вработените? Финансиски стабилна во делот, нема кој знае колку финансиски импликации, а повеќе пари, мислам, финансиски средства се предвидени во буџетот за новите вработувања во делот на урбанизам. Сега пред малку викате малку е плата, малку ќе се зголеме платата, а од друга страна треба да ги стимулираме. Значи малку ќе биде тоа стимулирање. Да. И па зашто има потреба, например, да се унапредуваат? Ето јас, например, како член на совет, би гласал за предлогот ако секој поединечно се произнесе или пак градоначалникот го образложи зголемениот ангажман за секој вработен. И тоа на писмено. Пример, ако вработените во секторот урбанизам, пример, јас за урбанизам го зема, има зголемен обем на предмети за легализација, урбанистички планови и слично, или како што кажате, поголем обем на проекти за апликација. Јас ќе бидам за да се изгласи овај план за вработување. Измена, добро. Пардон. Тоа се однесува, значи, за останатите сектори, например, за буџет, за се. Сега, кој, например, финансиската, не е кој знае колку рековте, зошто не се неисплатени паушалите на советниците? Значи, која има средства за овие луѓе, зашто не се исплатени спортско-културна манифестација Свети Трифон Кучино за 2025 година? Кога е добро да се има пари, значи, зашто не се исплатени средствата за ученик на генерација? И кога е во добро финансиска кондиција општината за тие напредување и така натаму да не развлечувам. Ве разбирам вас, разбирам ги и овие што се засегнати луѓе што треба да се унапредат. Се солидаризирам со нив. Треба да останат, например, трошоците за живот се зголемуваат. Го разбирам предлогот, значи платите треба да бидат солидни и затоа има испразнати места во сектор урбанизам, значи застана таа постапката околу легализација на диво изградени објекти. И затоа секој поединично кој има поголем обем на работа, нека за следна седница јас би го поддржал, а исто и вие на претходни седници јас можам и да извадам кои седници. Градоначалникот, вие имате изјавено дека има вработени кои не се адекватно ангажирани, а сега ние бараме да бидат
унапредени. Имаше поместување, значи ако бев советник, што може многу лесно да се истражи колку има внатрешна реорганизација зборам по хоризонтална линија. Затоа е што го велевме ние не е адекватно. Тоа беше уште на самиот старт, јас се сеќавам. Меѓутоа секој по своите компетенции и компетенции е хоризонтално прераспределен. Значи тоа многу лесно може да се провери во одделение за човечки ресурси. Една комисија ќе ги донесем сите персонални досиеи, затоа ќе ви објаснам. Во делот на ако секој мал зголемен обем на работа, нема законски основ да биде поинаку, нити па по општиот колективен договор што го има. Нема основ. Тоа може да биде еднократно, може да биде двократно, меѓутоа тоа не е решение. Не е тоа решение. Ово што го правиме ние интервентно е. Се со цел за да можеме, пак ќе кажам, високиот квалификуван кадар за да можеме да го задржиме. Значи секој си гледа индивидуално. Пак ќе спомнам, значи секој работи за надоместок. И не е и ја не велам дека со тоа ќе успеа. Ако некој е решил веќе, еве сега се отсутни, ако веќе е некој решил дека после боледувањето или користењето на годишни одмори, едноставно ќе дојде и ќе даде изјава за отказ. Да се го почитува, да се го испочитува отказниот рок. Апропо на следната седница и самите знаете дека имаме уште 2 месеци. Август месец се распишуваат веќе изборите. Јули се распишуваат? Август се распишуваат изборите и еден процес за пораспишување на јавен оглас трае без ниту една жалба, трае 30 до 35-6 дена. Значи ние немаме време за одложување или па не знам пролонгирање. А умеѓу време можеме да се соочиме со сите тие работи што јас ги спомна. Значи без ниту една жалба. Добро, некој друг дали бара збор од советниците? Ока сега. До сега имаме многу пати донесено, јас малку само да образложам, плановите и не имало никојаш проблем за тоа. Сега малку е прикасно, а за са нешто кажа за урбанизмо, се слагам јас секој пат урбанизмо да си земат луѓе како треба, соодветни, колку се најдат луѓе да работат таму. И онам дека стварно требат. Инаку гледам ово е многу обемно, дори и секретари има ставено на општина. Председател, 3 години е ставен секретар на општината, не е реализиран, ниту па имам намера да го реализирам. Добро, јасно, ама сега... Значи тука, извини што ја прекинувам, значи ние со години на назад донесуваме исти годишен план за вработување. И цело време мојот став се сеќавате кој беше. Значи луѓе, сите можни вработувања се ставени, меѓутоа реализацијата за да не ги правиме измените. Ако најдеме, цело време го зимав примерот со урбанизам. Можеби ќе најдеме некој што ќе ги исполни условите за раководител да биде. Меѓутоа да не бе интервентно свикувам, па да барам измени у самиот дел, па тука бараме согласност од Министерство за јавна администрација и сето тоа се пролонгира. И овака ги ставаме ние сите можни вработување што ни се дадени на располагање согласно систематизацијата. Ама до ден денес, ние сме веќе малте не, скоро 4 години сме тука без малци. Ма тие нити, ако може да погледнете, има цело одделение поддршка на градоначалник, вклучувајќи и раководител, и на сектори, и на одделение, и советник, и така натаму да не должам, па таму нема ниту еден вработен. Аз сум можел, например, да распишам оглас, ако сум сакал само да натрупувам администрацијата без потреба, а со тоа да ја оптеретуваме и финансиската стабилност, знаеме каква ни е цело време на општината. Значи цело време одев на неопходен кадар. Меѓутоа сега со последните случувања јас не ги сакам тие работи. Значи 7 луѓе ни замина, не се малце. Ние не броевме тука 50 или 6 или како другите општини по 100, па тие да ги занемареме. Со 20 луѓе, 22 7,
И умеѓу време на боледување, што ги има и што не доаѓаат на работа поради ситуацијата укочени што се случи, кој е засегнат со дете, кој со ајде неки, затоа викам не е честно, не е честно да зборам. Јас тука не можам да ги предвидам тие работи. И не е професионално и од наша страна да оставиме институцијата без вработени. Еве сега пак ќе кажам, појдете по ходниците, ќе видите дека има 5 луѓе има. 5 луѓе има, толку има. Не значи дека јас се надевам, не значи дека јас ќе ги најдам. Ама ете да се обидеме, тоа е. А тие што ги гледате сите председател, тие ги има секогаш, ги има од 21 ги има. Значи тие оделени за поддршка на градоначалник. Јас 3,5 години, скоро 4 не сам осетил потреба да имам јас такво оделение околу мене, мада што секоја општина го има, ама ете, ние цело време зборуваме дека нема финансии, кредити имаме за плаќање и така натаму да не должам. И ниту сум помислил, и ниту сум се обидел па да ангажирам некој. И Стефанија Димитриев, што е кај мене како секретар, господјата си е вработени оделение за човечки ресурси, да. А доаѓа седе кај мене како секретар затоа што не ќем да примам секретар, затоа што тај секретар бруто ќе ми носи на мене некои 60.000 месечно. И тоа се баш е тоа домакинско работење. И на драга волја, и Стефанија може да ми каже на мене, еве јас градоначалник, извини, моите работни задачи согласно систематизацијата се тие, јас немам тука зашто да седам. Ама ете, ради некоја организираност и колегијалност, го работи и тоа. Не се реализираат тие. Тие се од стариот план. Значи тие ги веќе 3 години ги гласаме, ама ете тие. Ценам дека ако ќе дое нов градоначалник, ако он тај цене дека ќе му требат, нека си ги реализира, а јас по моето размислување и мојот мајндсет, ја ценам дека мене не ми треба. Тоа е дека може и без тие. А што гледам дека другите колеги градоначалници ги имат екипирано сите оделенија, па поготово оделение за поддршка за градоначалник. Значи мене ми е финансии, право, урбанизам и лер, кај што стварно е есенцијална потреба да се работи. Еве имаше сега саем на храна, со организација ја немам со кој да работам, едноставно одложи го у Министерство за земјоделие. Чи нема со кој да работам. Јас сум фокусиран на проектите и тоа ми е примарно отколку саем за храна. А тоа е лошо е за нашата општина. Ви благодарам, ако има некој друго прашање. Благодарам, началниче. Само во да ви кажам, чисто да знаете и сите советници се сигурно запознаени, пред да добиеме материјалите за совет, веќе у јавноста се знаеше дека општината ќе има план за вработување, дека ќе не знам што како, още пред 10 дена ми реагира на мене луѓе, особено кога бев у вторнико, може да каже секој советник дека кај сите сигурно се реагирале. И од некој таму кога бевме кај продавницата кој кажав, одма тоа. Одма прво тие дечки млади се запознаени, од дека имате информација, не ми е познато. И тоа, вика се на крајо ли ќе вие правите, ќе вработите и на крајо ли ќе качувате плати на крајо ли на мандатот, што да се чекате? Те така ми викат на мене лично. А ја не сум тај што треба да ја одговорам. Не е популистички воопште, јас кажам дека Кажувам. градоначалник Новиот градоначалник се донесе план, ќе си прави, што ќе си прави, тоа е. Сега до сега на крајот на мандатот за мене не е прифатливо, не дека сум против никој не сум. Тие се сите наши луѓе, сите ги знам, сите се ми блиски, ама сега ова удар да направиме како кучка од куче да се откачаме и да бегаме. Извинувам се, не можам така. Не можам така да делувам. Сакам да. Еве на пример колешката Драгица си. Кажете ми кој правник. Ако си оде со среќа. Сега дека и со среќа кој дека си оде, ќе си оде. И многу се одеа си и други без нив може. Има теранци правни со десетка завршено, адвокат ќе го викнеш дето со десетка. Ние ден не е закснало, ние да испит не е закснало. Ќе се уче. Ама законски како ќе биде ангажмано регулиран? Има си место за вработување. Ако даца замине на нейно место или ќе треба оглас да помине планот. Па оглас си може да се направите, има си план по стариот план. Стариот план си има, стариот план си постоја. По стариот план оглас си да правите и слободно
Сите што се испразнени места може по планот да си вработите, никој не ви се сопира за тоа. Никој пат никој не се мешал ни во вработување, ни ништо, секој пат сте имали одврзани раци за се. Сега ова јас сега ако сакаш ајде ќе идеме било дека да видиш кој удар е, само кој удар е тоа и кој е навреда. Да мене децата се дозволија што сам ги од мали и пораснал да ми се и свашта кажат. Дури јас бев нервозен, ама децата беа управо, после кога размислам стварно се управо. Популистички, ја ниту сум на Не е популистички. Нити па партиски сакам да поентирам, јас кажа инаку. Добро, ја што вика Франческо да оставам на глас. И некој дали има коментар уште таму тука? Од сега не сакат сите да коментират, ставам го на гласење. Кој е за планот? Воздржани? Против? Нема, сите воздржани. Благодарам. Тоест, ја го кажувам правото, сега натам... Живи здрави. Сега друга точка подразно. Дали има нешто барање? Некој? Нема барање. Прашања, нешто? Гранчалче може да посетиш за прашање, може да има. До Гранчал. Ај. Повели Слаđe. Градинката што излава, Да. што е почнана у која фаза и мислам е у статус ВОК, што би рекли така да. Не, таа улица се направи, таа зависи од изведувачот, што ме почната, таа е од маđарскиот кредит. Таа улица е од тие средства, таа сигурно се направи, само се зависи колку има рок изведувач. Мислам тоа ќе го каже и гранчалникот сигурно. Еве, бажи, извини, Благојче се викаш, така? Благојче, да не сум забравил. Повели нешто ако имаш информација околу. Јас сум сега тука нов, немам толку многу информации, меѓутоа бев таму, не се работеше пред 10 дена. За причината која е, не знам, а моментално мислам дека работат. Се изведувачо колку има капацитет тоа да го направи, значи знае се јавните набавки кога да тендери. Најверојатно немат многу луѓе ангажирани, тоа е причината. Поставо. Они договори имат рок, сигурно. Имат договори, имат рокови, начин на плаќање се. Не е до општината да рече да не плате, па има си таму рок колку треба да се плате, па зашто да е тука. Значи нема некои проблеми таму што треба да се решат, па да има застој. Значи се тоа треба да се продолжи да се работи. Добро, благодарам. Тоа го знам сега за сега. Благодарам, баже. Има малку проблем, јас сум... Кажи, Столе? Има малку проблем со изведувачот, како што кажа господино. Дојдела моја инспекција некоја, нешто недобро. Одека се изведувачите? Од Штип. И сега за тоа е... За некој се збореше, да, имам чуено. Проблем. Тај Коле ли, коли си? Никола. А? Никола. Никола, да, чув добро. Тај Во секој случај ќе се направи, ама може до нова година не може да реши. А ќе се направи. За прва ќе се направи, сега кога ќе се направи. Тоа е тоа. Никола. Градоначалник изгледа на Лутиме го, излегна, преска спомна ја за кучечина за Свети Трифон. 40.000 денара не се префрлени, на кој начин јас тие да си ги правнички, како да си го регулирам јас тоа. Ќе останат и нема да ми ги даде. Обеќано, ние како совет го тоа изгласаме. Изгласано е и се што е, гледај сега, сите сме советници тука, мислам благодарам за сите што си наставувате како што треба. Јас со никој не сум разговарал, гласал, не гласал или било што. Ситуацијата видиме како испаѓа. Значи, едно да ви кажам, сега натам ќе има совет. На совето, пред совето, ако нешто не се таму регулират и паушали и тие исплати што и треба, ние сме тие што решаваме за се. Ќе има сега фаму финансии, ова речи го ребаланс, и ќе има и други точки што зависат од нас. Значи, ние зависиме од нив, ама и они зависат од нас.
Не, ова Овој смаќа да ги раскако уцена некоја. Дојде совет, они пред совет да пуштат паушал. Другите колку се заставени 4-5 нема ги никаде. Цело време нема паушали, ден пред совет топ паушал. Како да не влече некој. Ама ја му кажав на гранчалнику у една прилика, вие не знам дали бевте си присутни, дај твојата плата нека закасне со нашата. Неговата плата иде посебна програма. Вработените идат друга програма, гранчалнику си има програма за плата посебна. И неговата плата нека закасне, предуни се нека му се платат. Парите дека му закаснат, како на нас што ни закаснува. И тогај нема проблем, не се лутиме. Иш да не изееме. Само да прашам, нели имаше, стари не знам како формулиравме тоа, дека согласно нивните плати, ако може да се спроведат и нашите паушали. Те се спроведува одлуката. Одлуката не е спроведува гранчалник. Значи ние имаме одлука да се исплаќа со платата паушал. Значи таа одлука не се спроведува, гранчалникот не се спроведува. Добро, затвараме седницата. Живи и здрави, ќе имаме сигурно за 15-20 дена па седница. Може порано, ако треба. Благодарам.